Новинарите по втор пат ги обединија успешните од Истокот, доделени 12 награди на поединци, фирми и институции во Брегалничкиот регион. Нашата идеја е да ја дадеме поттик на оние вистинските вредности кои што Источна Македонија ја прават поубаво место за живење. Мислам дека колегите сите заедно, сите новинари во овој регион, навистина направивме еден перфектен избор. Меѓу наградените, втора година поред се најди рудникот Саса, минатата година како најуспешна компанија во регионот, оваа како најдобра во заштитата на животната средина. Ова за нас е и афирмација, меѓутоа и трајна обврска за континуирано работење во сферата на подобрување на сето она што го бара општеството од нас, и благодарност до Сдруженијето на новинари што ни овозможија да се декларираме како општествено одговорна компанија. За континуирана поддршка за развојот на регионот, награда доби амбасадата на Република Франција. Големо задоволство е да се добие оваа награда. Тоа не е награда за мене, туку е награда за целата амбасада, за францускиот народ, за сета труд што е вложен во развојот на источниот регион. Награда до новинарите од областа на здравството доби и рентгенологот Весна Илиевска. Ова е почит од околината. Ова е почит од моите пациенти. Ова е почит од сите што ме обкружуваат. Пресрекна сум. Ми значи многу ради тоа што верувам дека ќе продолжам уште со поголем елан. А невладината организација ХАМ од Делчево според новинарите е најдобра во невладиниот сектор. Тоа е наш мотив за понатаму да продолжиме да работиме за интересите на нашата целна група, а тоа се маргинализираните групи кои што се наоѓаат во една изворено тешка ситуација, меѓутоа ние сме тука како организација која што со своите капацитети и ресурси стои на располагање во таа насока. Меѓу наградените беа и фабриката за акумулатори ТАБМАК, хуманистката Лена Ѓурич, Свети Николскиот универзитет, професорот Дејан Мираковски, рудникот Стрмош, Еврохотел Градче, компанијата Китго, како и фолклорниот ансамбл Китка од Виничкото село Истибања.